Инвентивноста на поединецот кога се работи од старо да се направи ново и мощне корисно, деновиве дојде до израз во основното училиште Никола Карев во Кочани. Директорот Владо Андов, заедно со вработените и помошта од Советот на родителите, како и со помош на спонзори, направи некогашната спортска сала во која царуваа влагата, мемлата, излупените ѕидови, подигнати од паркет и уништените спортски реквизити од накиснувањето на кровот од зградата. Денес да представува едукативно место на кое ќе му позавидат и останатите училишта во општината. Со скромен буџет од осигурувањето на училиштето, Андов и соработниците овој руиниран простор го претворија во убаво место каде што 30 на деца од дневниот престој ќе може да престојуваат непречено во овој центар. Тамо дека беа поставени гардеробите, комплетно поставивме кујна, спроведовме вода, одвод, се со цел инвентарот кој меѓувремено тие кои го добиваа тендерот, истовреме го носе и го переа. Сега тука целосно ќе биде оставен. Значи топлиот оброк ќе стигне од тамо каде што ќе биде најдобриот понудувач. Позади мене салата е поделена на два дела, тоа го направивме еден интересен рекреативен дел, затоа што во последно време знаеме дека има доста деформитети, го искористивме за кој ќе биде слободното време на учениците по доваѓањето од редовната настава, еден час да биде посветен за корективната гимнастика, останувањето на одредени деформитети или едноставно како игротека. Имаме повеќе содржини во тај дел и конкуренцијата која го сама налага со изградбата и отварањето на нови приватните центри за продолжен престој или дневна настава, сепак мислам овој простор негде преку 500 квадрата е, почнувајќи тука и тоалетите, приватниот дел, училниците каде ќе ги вршат нивните овласки за домашните работи и имаме плюс уште една просторија, тоа ја викаме креативна за слободни активности, во која ќе имаме неколку содржини. Значи тоа е еден час англиски, еден час германски, еден час запознавање со компјутерската техника и ќе имаме една креативна работилница ликовно со кој децата ќе креират во делот на слободните ученички активности кои се планирани во самата наставен план и програма во продолжениот престој. Пошто оваа година имаше стварно огромни дождови врнижи, ни се појави влагата во дел училниците каде го имавме паркетот, тоа беше подигнато, расипано, истрошено, па дури горе во нивните простори целата таа влага протече тука кај нас во нашите простори, преку Триглав осигурање, луѓето ни дојдоа во сусрет, направи една пресметка, значи негде околу 120.000 денара направи една пресметка и мислам дека со тие 120.000 денара се уклопивме целата таа санација и нешто со сопствени средства, нешто со спонзорство и дури и дел од работната рака ја намаливме, символично да платиме на одредени луѓе кои ја прифатија нашата акција, заедно со училишниот одбор, заедно со родителите. Свеченото предавање во употреба на целодневниот престој на училиштето Никола Карев ќе биде во понеделник, откако во наредниве 2 до 3 дена ќе се довршат започнатите активности во внатрешноста на дневниот престој.